Пожарот Кенет, кој ги зафати окрузите Лос Анџелес и Вентура, во моментов е 50% локализиран, соопшти калифорниската противпожарна служба. Пожарот досега се прошири на 1052 хектари, а пожарникарите се уште се борат со него, јавуваат светските медиуми. Гувернерот на Калифорнија Гавин Њусом повика на независна истрага за тоа како критичните противпожарни хидратанти останале без вода и оштетиле борбата против шумските пожари во областа Лос Анџелес. Шумските пожари досега опустошија населби во Лос Анџелес од источната и западната страна, одземајќи 11 жртви и пеплоса околу 10.000 објекти и 14.000 хектари земјиште. Пожарите и понатаму обяснеат, жителите чии домови беа проголтани од пламените јазици се уште се во шок и истроматизирани од најверојатно најголемата природна катастрофа што ги погоди Соединетите Американски држави. Живеевме тука скоро 16 години. Да, беше прекрасен дом и имаме многу убави моменти овде. Мојата ќерка има пријатели, најмалку 5 мина ја загубија куќата. За цели семејства на долг рок ќе биде долго закрепнување. Навистина е лошо, илјадници луѓе сме, навистина не знам што ќе правиме, не знам каде ќе одиме, не знам колку објекти беа оштетени, но тоа е многу. Не знам како сите ќе ја добиеме потребната помош, на сите ќе ни треба помош. Министерството за здравство и социјална заштита на Соединетите Американски држави прогласи вонредна состојба во јавното здравство за Калифорнија за да се справи со последиците од шумските пожари. Воведен е и полициски час. Претседателот Бајден ги прогласи пожарите за голема катастрофа и изјави дека американската влада ќе ги покрие сите трошоци за опоравување во следните 6 месеци. 100% од сите трошоци ќе бидат покриени од федералната влада и од системот за управување со пожари. Ќе упатам апел до Конгресот на САД. Ќе побараме помош за на овие луѓе да им се обезбеди за солниште и да ја добијат потребната поддршка. Инаку, поради големиот број на грабежи кои што се случиле на погодените евакуирани подрачја, воведен е строг полициски час во областите каде има најголема штета од пожарите. Текомно се активни 5 пожари, а најголемиот од нив досега изгорел повеќе од 8.000 хектари земјиште близу Малибуа. Иако ветерот ослабува што е во корист на пожарникарите, најавени се нови евакуации во областите Пацифик Пилисејдс. Исто така, отворени се повеќе од 10 прифатилишта за животни. Пожарите, заедно со силните ветрови, сериозно го влошија квалитетот на воздухот со испуштање опасенчати честички, што представува непосреден и долгорочен ризик за јавното здравје, соопштува Американскиот оддел за јавно здравје.